Добар ден, добродојдовте во урбаните вести. Од утре во Македонија и на северната хемисфера почнува летото. Истовремено на јужната полутопка настапува зима. Во Македонија летото почнува во 12 часот и 7 минути. Овој 172 ден во годината е најдолг и ќе трае 15 часа и 14 минути. Сонцето ќе изгрее во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 12 минути. Следува генералната најава. К15 за вработените во јавната администрација на град Скопје. Советот на град Скопје го усвои ребалансот на буџетот. Тето отвара лажен стечај за да не го плати долгот кон топлификација. По 3500 денари за секое прваче во општина Аеродром. На вработените во градската администрација и вработените во противпожарната служба на град Скопје. Утре за прв пат ќе им биде исплатен К15 во износ од 14.260 денари. Ова информација денеска ја соопшти градоначалникот на град Скопје Петра Шелегов, при што најде на позитивни реакции од советниците. Со кое што јас како градоначалник на сите вработени во градската администрација, почнувајќи од утрешниот ден, бидејќи го имаме буџетскиот основ, ќе им биде исплатено К15 во висина од 14.216 денари по вработен. Град Скопје денеска го усвои ребалансот на буџетот. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот за комунални работи и за секторот за сообраќај. Една од покрупните инвестиции ќе биде и формирањето на акционерско друштво за енергетски дејности. Советот на град Скопје денеска на седница го разгледуваше предлогот за изменување на буџетот на град Скопје за 2018 година, со која е предвидена рационализација на трошењето на буџетските средства. Буџетот за 2018 година ќе биде намален вкупно за 27 милиони денари и наместо предвидените 4 милиарди 254 милиони денари, со ребалансот се планира да се потрошат вкупно 4 милиарди 227 милиони денари. Во делот на капитални расходи од областа на урбанизмот предвидени се средства кои претходно не беа предвидени, а се однесуваат на изградба на улица Ленинова, реконструкција на булевар Никола Карев, изградба на улица Буца Иванова, изградба, одржување и реконструкција на улицата Братфордска, Македонско-Косовска бригада, Андон Димитров, Живко Фирвов, како и изградба, реконструкција и одржување на мали плоштади. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот за комунални работи, како и на секторот за сообраќај. Во делот на комуналните работи најголемото зголемување се однесува на реконструкција и подигнување на јавно зеленило, каде се предвидени дополнителни 40 милиони денари. За расчистување на диви депонии предвидени се дополнителни 5 милиони денари. Гласањето на ребалансот на буџетот беше проследено со реакции од страна на советниците од опозицијата, кои не се согласуваа со распределбата на средствата. Овој ребаланс на буџет ја отсликува на реалната слика на буџетот за 2018 година. Од страна на раководителот на секторот за финансии, на сите прашања добивме одговори. Некои од нив беа реално оправдани, но не може да биде реално оправдано дека во ребалансот на буџетот се зголемува толку големи средства за времените вработувања. Проблемот е во тоа што сите капитални проекти кои што беа планирани со буџетот за оваа година, кои што решаваат многу проблеми на граѓаните, или се укинуваат, ставките се нула, или се намалуваат. На сметка на тоа се зголемува буџетот за време на вработување. Во однос на фонтани, односно одржување на фонтани и спомен од бележја, гледам дека буџетот е баја ги намален, па ме интересира дали со предвидените средства ќе се направи ефективно и ефикасно чистење на фонтаните и на спомен од бележите и дали се сите опатени, бидејќи знаеме дека треба да има посебен вид на вода, хемиски средства, се со цел да не се оштетат истите. Инаку во однос на улиците за реконструкција, проширување на кисела вода, ја ќе седам право, ама и право ќе зборувам, ви благодарам.
Навистина гледам дека сте се потрудиле да ги дуплицирате, значи сумата на пари кои што треба да одат за реконструкција на улици. Но нема да се согласам во однос на велосипедските патеки, каде што во две ставки гледам дека се кратат парите, бидејќи сепак одиме на она поента дека Скопје треба да го направиме велоград, затоа што ние го започнавме, вие треба да го завршите. Значи, една од ставките која се намалува е ставката за Луна паркот. И мислам дека од 50 на 40 милиони. Луна паркот веќе неколку години е, значи, во изградба и таа градба многу се одолжува. Ако многу ја развлечиме, може да се случи да една цела генерација на дечиња немаат шанса да видат што е тоа Луна парк, кога ќе тие дојдат во Луна парк веќе пораснале. Значи, ако повеќе од 5 години, 6 години го тоа правиме. Меѓутоа, бидејќи тамо веќе сериозно се работи, има 2 тендера, има изградена и водоводна и канализациона мрежа. Гледам, некоја зграда е, Сабајле бев таму случајно, некоја зграда е направена, значи, добив информација дека 50% од реквизитите се направени, треба да се прават темели за тие реквизити. Во секој случај, се залагам, да кажем овде, као советник, немам друго средство, освен овде на говорница, да се залагам да Луна паркот на вистина го завршиме. На реакцијата на советниците со свој став и образложение се произнесе и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Основниот буџет на град Скопје се намалува за 27 милиони денари, при што се предлагаат повеќе измени по програми и проекти согласно проценетата динамика за реализација на започнатите проекти и роковите на извршување на склучените договори, се предлага реализација на нови капитални објекти. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот комунални работи, каде што предвидуваме зголемување на средствата за 67 милиони 150 илјади денари, како и секторот сообраќај, каде е предвидено намалување на 104 милиони 850 илјади денари. Во измените на буџетот предвидени се и дополнителни 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување на системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на Скопје. Во измените на буџетот предвидени се дополнителни 15,5 милиони денари за основање на новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување во системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на нашиот град. Тето утвара лажен стечај за да не го плати долгот кон Топлификација, обвини денеска директорот на Топлификација. Станува збор за долг од 11,4 милиони евра. Сепак и покрај несогласувањата помеѓу двете компании, граѓаните ќе добијат навремена испорака на топлинска енергија. Топлификација АД Скопје ја обвини компанијата за комбинирано производство на топлинска енергија Тето дека покренала стечај сама на себе за да не го плати долгот кон Топлификација, и тоа во период кога по 3-годишен период на лоши финансиски резултати минатата година остварила добивка од 8 милиони евра. Причина за овој судски процес во кој фирмата Тето предлага стечај сама на себе е пресудата на Врховниот суд од 27 декември 2017 година, во која Врховниот суд го прифатила барањето на Топлификација АД, дека заемите дадени од Топлификација АД на Тето во период на градба на објектот се достасани и Тето треба да ја плати на Топлификација АД околу 6,3 милиони евра главен долг, а со камата Тето треба да ја плати на Топлификација 11,4 милиони евра. Имајќи предвид дека оваа тужба на Топлификација е за дел од заемите дадени во периодот на градба на објектот, вкупниот долг на Тето кон Топлификација ќе биде над 30 милиони евра со камати пресметани до 1 март 2018 година. Доколку оваа стечајна постапка на Тето се реализира како што е замислена, штетата на Топлификација ќе биде над 30 милиони евра, рече денеска директорот на Топлификација Димитар Хаджимишев. Се разбира дека таква постапка мора да има причина. Ние сметаме дека основна причина за овој ненадеен стечај на Тето
е пресудата на Врховен суд на Република Македонија, со која топлификација практично го добива тој спор, со кој го решава клучниот проблем на односите помеѓу топлификација како акционер и ТЕТО како фирма, кој се однесува на заемите кои Топлификација АД ги има дадено на ТЕТО во период на градба. Цел на стечајот е практично таа пресуда да се спречи во нејзиното спроведување. Дали во конкретниот случај има и друго решение за евентуалниот проблем кој ТЕТО го има, освен отписот на побарувањето на доверителите. Например, во целата таа постапка првостепена, Топлификација предложи алтернативен план. Да работи ТЕТО и ниеден од доверителите да не биде още. Судот го отфрли тоа, не го гледаше. Тој додаде дека, имајќи предвид дека дел од побарувањата на Топлификација од ТЕТО се реинвестирани кредити кои Топлификација ги добила од Комерцијална банка, доколку се реализира стечајот како што е замислен, сериозни штети може да има и банката кредитор. Комерцијална банка како еден од доверителите предложи да се продаде ТЕТО, например. Да се впаричи, како викаат банкарите, и средствата што ќе се добијат, да ги земат доверителите. И тоа беше одбиено. Судот се задржа само на планот на реорганизација. Има едно јавно и јасно признание дека ТЕТО во периодот од 2013 до 2016 година не работел пазарно. Односно, дека бил условуван од некого да купува газ од строго дефинирана фирма и да продава електрична енергија преку локални трговци, пак на строго дефинирана фирма надвор од државата. Овој судски спор, како што рече Хаџимишев, нема да се одрази на испораката на топлинска енергија кон граѓаните, но неисплаќањето на 30 милиони евра ќе има сериозно влијание врз работењето на компанијата. Во контекст на испораката на топлинска енергија кон граѓаните, денеска советничката од редовите на ВМРО ДПМНЕ Драгана Вилковска побара да се тргне од дневен ред точката за пренамена на пари од буџетот на градот во висина од 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности на град Скопје. Да се семне точка 3 од дневниот ред денешен, поради тоа што немаме никакви податоци за лицата кои се наведени во надзорниот одбор од одлуката, односно од статутот. Потоа, ова акционерско друштво кое потенцијално ќе го основа градот Скопје, понатаму има право да основа своји друштва и останати субјекти над кои никаква надлежност нема да има градот Скопје, и останува прашањето зошто немаме никакви биографии за лицата кои се наведени во овој надзорен одбор, на кој начин ние можеме да процениме дали тие лица се соодветно квалификувани за да бидат таму, дали тие лица ќе бидат плаќани и покрај тоа што друштвото потенцијално можеби нема да функционира, дали постои судски спор околу гасоводот и дали тоа би го спречило функционирањето на друштвото, и дали овие лица кои се во надзорниот одбор се лица кои се назначени од и дали припаѓаат на партии. Општина Аеродром финансиски ќе им помага на семејствата во кои учебната 2018-2019 година ќе има првача. Станува збор за еднократна финансиска помош во износ од 3500 динари. Рокот за аплицирање е до 31 август. Општина Аеродром за прв пат оваа година доделува по 3.500 динари за секој првооделенец. За оваа цел, општината има издвоено 2.800.000 динари од буџетот. Целта на овој проект, како што велат од општината, е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. Од денеска родителите на сите првачиња запишани во едно од училиштата на територија на општината може да поднесат барање за еднократна парична помош најдоцна до 31 август 2019
2018. Образецот за барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2018-2019 година на подрачјето на општина Аеродром може да се подигне во општината или да се симне од општинската интернет страница www.aerodrom.gov.mk во менито за формулари или директно на линкот aerodrom.gov.mk документи формулари. Од општината информираат дека во прилог на барањето потребно е да се достават потврда за запишан ученик во прво оделение во учебната 2018-2019 година, заверена од основното училиште на територијата на општина Аеродром, оригинал извод од матичната книга на венчаните за родителите или старателите на првачето, оригинал извод од матичната книга на родените за првачето, важечки лични карти од двајцата родители за идентификација од која се видни податоците за живеалиштето во општина Аеродром и трансакциска сметка од примателот на паричната помош на еден од родителите, кој треба да се оригинал на увид, а не копија. Барањата може да се поднесат во општина Аеродром секој работен ден од 9 до 15 часот во канцеларија број 19, а исплатата на паричните средства е предвидена околу почетокот на учебната година. Преку системот за донирање на вишок храна Сите Сити за 2 месеца обезбедени се 10.000 оброка за социјално загрозените семејства. Посакуваната цел е до 2019 година да може да се обезбедат 200.000 оброка. Преку системот за донирање на вишок храна Сите Сити за 2 месеца обезбедени се 10.000 оброка за социјално загрозените семејства. Целта на овој систем е вишокот храна кој се уште е во добра состојба и безбеден за употреба, да не заврши во депониите, туку да се пренамени онаму каде што е реално неопходен. Станува збор за големи количества на овошје, зеленчук, житарки, сокови, кондиторски производи, млеко и други видови на храна, кои се со пократок рок или за нив нема побарувачка. Интересот кај бизнисите и хуманитарните организации да се вклучат се повеќе расте, а дополнително десетици волонтери се пријавуваат после своето работно време да помогнат во дистрибуцијата на храна до социјално загрозените граѓани, велат од Сите Сити, надевајќи се дека ќе ја постигнат зацртаната цел до 2019 година да обезбедат 200.000 оброка. Воспоставувањето на првиот систем за донирање на вишок храна во Македонија е создаден од страна на Ајде Македонија со поддршка на швајцарската амбасада, USAID, Мировниот корпус, Националниот демократски институт и Публицис. Со трка во Скопје започнува серијата трки покрај вода Бичеран, што ги организира Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв. Првите 3 трки се на 5 километри, а во Маврово ќе се трча полумаратон. Трката во Охрид ќе биде на 10 километри. На минатогодишното издание на серијата трки учествуваа 500 учесници. Со трка во Скопје започнува серијата трки покрај вода Бичран, што ги организира Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв. Планирано е да се одржат вкупно 5 трки на туристички дестинации покрај вода. Покрај онаа во Скопје, во сабота ќе се одржи трка во Претор на 7 јули во Дојран, на 22 јули во Маврово и завршната трка ќе биде на 29 јули во Охрид. Првите 3 трки се на 5 километри, а во Маврово ќе се трча полумаратон. Трката во Охрид ќе биде на 10 километри. Организаторот информира дека може да учествуваат сите оние кои го сакаат трчањето. Остварениот резултат на секоја од трките носи соодветен број бодови според кои се формира табела со резултати, чиј финален исход ќе ги даде победниците на летната лига во трчање. За победниците на секоја од трките и на целата лига е обезбеден награден фонд од 164.000 денари. Првите 3 места во машка и во женска конкуренција ќе добијат 3.000, 2.000 и 1.000 денари, а за првите 3 места во вкупниот пласман се обезбедени ваучери и тоа за трето место ваучер за спортска опрема од 6.000 денари, за второ ваучер за спортска опрема од 12.000 денари и за прво место спортски часовник Garmin Forerunner 935 во вредност од 34.000 денари. Пријавувањето за учество се врши преку веб страната www.prvdovr.mk. На минатогодишното издание на серијата трки учествуваа 500 учесници.
Македокс и Дримон фестивалот распиша оглас за млади талентирани деца на возраст од 13 до 19 години, кои сакаат да бидат дел од годинишната работилница за креативен документарен филм Докониколци 2018. Учеството е бесплатно, а покриени се и трошоците за сместување, превоз и храна. Работилницата ќе биде распоредена во 4 сесии и ќе се случува за време на патувачкото кино на Македокс и Дримон. Македокс во соработка со Дримон фестивал е во потрага по тазе така наречени докониколци на возраст од 13 до 19 години кои сакаат да бидат дел од годинешната работилница за креативен документарен филм Докониколци 2018. Оние кои сакаат да се пријават треба да се снимаат себе си во вид на видео порака со телефон, веб-камера или на кој било друг начин да го испратат видеото кое не треба да трае повеќе од 5 минути и да одговорат на неколку прашања. Видеото треба да се испрати на dokonikolci@makedox.mk преку V-трансфер, а може да се прикачи на Vimeo или YouTube заштитено со лозинка. Повикот е отворен до 30 јуни, а резултатите ќе бидат објавени до 5 јули оваа година. 12 мина избрани ќе бидат поделени во 3-4 помали групи со по еден ментор, а на крајот на работилницата секоја група ќе треба да има готов креативен документарен филм. Организаторите им порачуваат на сите креативци во овој момент да не берат гајле за опрема. Времето денеска беше умерено облачно со температура до 29 степени. Утре не очекува слично време со температура до 30 степени. Во петок од 11 до 31 степен, а во сабота имаме слично време со температура од 11 до 22 степени. Во недела значителен пад на температурата, температурата ќе се движи од 12 до 21 степен. И уште една информација пред самиот крај на вестите. Дел од корисницата од улицата Архиепископ Ангелари, поточно објектите во околината на горниот влез во старата Скопска чаршија во општина Чаир. Утре од 8:30 до 14 часот и 30 минути ќе останат без електрична енергија. Од 9 до 14 часот без струја ќе бидат и корисниците од цело Рашче. Тука ги завршуваме вестите, ви благодарам на вниманието. Довидување.